Добро вечер, започнуваат вестите на Канал УС. Со традиционалното рачно зажнејување заврши 22-то издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Обичаите поврзани со почетокот на жетвените активности, со музика и песна се одржаа во Горни Подлог, каде дојдоа голем број гости. Весело и славенички беше викендов во Горни Подлог. Таму се одржаа завршните содржини од овогодишните Денови на Кочанскиот ориз. Со дефиле на учесниците во културно-забавната програма, гостите и местното население, символично беше означен почетокот на жетвените активности. Првиот сноп со срп по обичај го зажнеа жетварската убавица Моника Митева, а на оризовите ниви во Подлошко се слушнаа жетварски песни и се заигра оро со желби за берикетна и успешна жетва. На гумното во дворот на манастирот Свети Јован Опсечен се прикажа традиционалната вршидба на ожнеаните снопја, а потоа следуваше културно-забавниот дел од програмата. Сакам оваа денешна манифестација, која што е финале на 10-дневното дружење околу Деновите на Кочанскиот ориз, ја заеднички прославиме на самите оризопроизводители. Им посакувам богата жетва, им посакувам успешна продажба, за да, како што реков, сепак го подигнеме нивото на Кочанскиот ориз, да оној наш бренд Кочански ориз биде пошироко познат не само во Кочани, не само во Македонија и ширум Европа. Во име на локалната самоуправа, градоначалникот Димитровски ја додели и паричната награда за неуспешен земјоделец, што годинава и припадна на Даница Манчова од Горни Подлог. Ово е изненадување за мене како жена земјоделец и на сите жени посакувам во секоја дејност да се вклучат и да ги продолжат сите активности во земјоделие и во секоја дејност. Местната заедница од Горни Подлог со поддршка на мештаните за гостите подготвија богата трпеза со традиционални македонски јадења. Исто така можеше да се видат домашни ракотворби и начинот на нивно производство. Вчера жените на црковниот одбор се збрајаме од село Горни Подлог и усукаваме 40 зелника и испечуваме. Имаме понуда, още 5-10 зелника дават ни по 1000 денара да ги продадеме. Турци ли са дека каква е јазико не и разбираме. Во културно-забавниот дел учествуваа фолклорните друштва од Турција, Унгарија, Србија и од Македонија, а гостите ги забавуваа и македонските естрадни звезди Зуица Лазова и Сања Левкова. Просечната потрошувачка на ориз во Македонија е на ниско ниво, иако сме една од земјите во Европа во кои тој се произведува. Заради тоа Министерството за земјоделство подготвува промотивна медиумска кампања, со која на македонските граѓани ќе им се препорачува повеќе да го трошат белото злато. Граѓаните во Македонија ќе треба да научат да јадат повеќе ориз. Со тоа не само што поздраво ќе се хранат, туку индиректно ќе го помагаат и развојот на оризопроизводството во државата. Таков е глобалниот заклучок од јавното обраќање на министерот Љупчо Димовски пред земјоделците од нашиот регион при неговиот престој на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Во Министерството за земјоделство оцениле дека потрошувачката на белото злато се уште не е на задоволително ниво, заради што во наредниот период ќе се преземат и конкретни мерки за нашите граѓани да трошат повеќе домашен ориз. Ние мораме да се потрудиме сите заеднички да ја зголемиме потрошувачката на ориз на домашниот пазар. Заради тоа што по глава на жител ние имаме ниска потрошувачка на ориз. Доколку ние самите не си потрудиме да си помогнеме, не може никој од страна да ни го направи тоа. Значи, првата цел е во зголемување на поддршката, тој и медиумски министерството ќе го покрие, заради тоа што сакаме да го популаризираме оризот како една стратешка, многу битна храна за целото население. Едно македонско семејство минатата година просечно потрошило 25,8 килограми ориз, односно близу 6,5 килограми по жител. При тоа многу повеќе белото злато го користеле земјоделските во однос на неземјоделските семејства. Споредено со просечната потрошувачка во земите од Европската Унија, каде годишно секој жител јаде по околу 5,2 килограми ориз, заклучок е дека македонците сепак се над европскиот просек. Статистичките податоци велат дека кај нас оризот се троши само малку повеќе во однос на тестенините, но 4 пати помалку во однос на компирот. Дали со кампањата ќе се влијае македонските граѓани да јадат повеќе ориз, ќе се анализира откако таа ќе започне.
Формирањето земјоделски задруги е проект кон кој македонската влада е насочена во изминатата половина година, заради што донесе и посебен закон. Министерот за земјоделство Љупчо Димовски им порача на производителите на ориз дека треба да ги обединат своите капацитети во задруги за да ги намалат трошоците за производство и да обезбедат полесен пласман. Задругарството повторно ќе се враќа во Македонија. Земјоделците, меѓу кои и оризопроизводителите, само заеднички здружени во земјоделски задруги, ќе можат полесно да ги решат проблемите со кои секојдневно се среќаваат и да го пласираат произведеното на пазарот. Токму затоа, од владата ветуваат дека дополнително ќе обезбедат субвенции од 20% за земјоделците во големите и 15% за оние во малите задруги. Ќе им ги покриваат трошоците за осигурување на посевите, а за 50% поевтино ќе можат да набавуваат земјоделска механизација. Според законските прописи, земјоделските задруги можат да се формираат за лозарство, производство на ориз, за житни култури, градинарски производи, овоштарство и друго. При тоа потребно е да се здружат најмалку 10 земјоделци со минимум 20 хектари земјиште, затоа што така полесно ќе можеле да ги остварат своите барања. Сите земјоделци морат да бидат здружени. Колку се поздружени, толку се помоćни. Колку се помоćни, толку им е посилна нивната преговарачка позиција. Колку е поголема преговарачката позиција, толку се подсврсти саовите и толку е побитно сето тоа во дефинирањето на откупната цена. Сите заедно мораме тоа да го направиме, заради тоа што не смееме да дозволиме трудот и маката на оризопроизводителот да биде подценет. Кочанските земјоделци се запознати со иницијативата за здружување, но се сомневаат дека таа лесно може да се реализира. Слично како што и за обидите за воведување нови турски сорти ориз, велат дека тешко ќе успеат ако не се променат другите предуслови во производството. Турците гарантират, ама дали ќе ни задоволат цената? Ако ни задоволат цената наша, како по наше пари, јас што мислам, да е барем 25 арпата. Со 50 денари белио, може, ако е со 13 денари, што ќе го прави? Ние не можеме да платиме трошковите. Како ланскиот пласман што беше и пример да мало лански и пласмано се оризува неисплатна веќе култура. При неодамнешната посета на регионот, заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски најави дека очекува во наредните неколку месеци во општина Чешиново Облешево да се формира првата задруга. Сепак сомневањата дека здружувањето може да им ги реши проблемите, засега ги оддалечуваат оризопроизводителите од реализирање на идејата. Жешка дискусија за финансиските извештаи на комуналното претпријатие и образовните институции во Виничкиот совет. Одржана 6-та редовна седница. Рибниот ресторан Венеција, кој веќе неколку години е града слика на главната улица во градот, ќе се трансформира во уметничка галерија и сувенирница. Едногласна подршка доби предлогот на градоначалникот. Овој имот кој е даден на трајно користење на општината да биде преотстапен на Сдруженијето на уметници кое веќе на наредните седници на Советот треба да настапи со конкретна програма за реализација на активностите. Овој позитивен предлог како дополнување на дневниот ред беше увертира во одржувањето на 6-та седница. Во отсуство на други предлози, иницијативата на семејството на капетан Кирчо Димитриов, кој загина во борбените дејствија 2001 за именување на спортската сала токму со неговото име, ја поддржаа сите советници. Едногласна поддршка следуваше и за сите предлог одлуки за донесување и покренување постапки за урбанистички решенија, а поминаа измените во сообраќајниот план на општина Виница како дополнително усогласување со главниот урбанистички план на градот. Советничките дискусии се конфронтираа околу годишните програми и извештаите за работа на училиштата и градинката, уписот на ученици во Виничката гимназија, атрактивноста на струките и трендот на намалување на учениците во паралелките беше повод за дуел помеѓу директорот Зоран Ангелов и дел од опозицијските советници. Советниците од опозицијата со став дека училиштата треба да работат на економски принципи. Директорот со предлози за измена во статутот, кои ќе ги прошират дејностите на средното училиште и ќе му донесат дополнителен профит. Основното училиште Славчо Стојменски побара од Советот да го разгледа проблемот со непочитувањето на реонизацијата помеѓу двете училишта во градот. За програмите и извештаите на училиштата и градинката опозицијата гласаше воздржано. Финансискиот извештај за работењето на комуналното претпријатие Солидарност најде на препукување на дел од советниците со директорот Спасовски, каде и зошто се трошат парите,
а беа разгледани информациите за водоснабдувањето, јавното зеленило, одржувањето на јавната хигиена, како и на православните гробишта. Станува ли медицинскиот отпад сериозна закана за здравјето на луѓето? Расфрлани употребени шприцови деновиве забележани во кругот на Кочанската болница. Не е прв пат нашата камера да регистрира фрлен медицински отпад во кругот на Кочанската болница. Употребен шприц фрлен покрај установата неколку дена представува сериозна закана за здравјето на минувачите и пациентите. Често медицинскиот отпад завршува во контејнерите, што е спротивно на законот за фрлање медицински отпад. Директорите на установите Кочанската општа болница, Здравствениот дом и на Центарот за јавно здравје негираа дека отпадот што е расфрлен е нивен. Потенцираа дека во околината има приватни здравствени установи и амбуланти, како и наркозависници, кои можеле да го фрлат отпадот во близина на здравствената зграда. Меѓу другото, истакнаа дека нивните вработени имаат инструкции како да работат со отпадот и се опремени со кутии за складирање. Подоцна, истите ги собираат екипи задолжени за тоа и ги носат онамо каде е потребно. Кој да е виновен, факт е дека медицинскиот отпад е фрлен и стои пред здравствената установа, на место каде има голема фреквенција на луѓе, а тука често поминуваат и деца. Не се исклучува можноста шприцот или отпадот да биде нагазен и од домашно милениче, кое понатаму ќе ја шири заразата. За ова сериозно треба да поработат и комуналните инспектори и да ја проверат ситуацијата на терен. Додека да се случи тоа, некој сериозно треба да поработи на соодветно складирање на медицинскиот отпад, како и дезинфицирање на местото каде истиот бил фрлен. Инаку, експертите велат дека убот од заразена игла може да предизвика сепса, хепатит Б и С, жолтица и сида. Пешачкиот премин кај средното општинско училиште Гоша Викентиев, за да биде функционален, ќе се дислоцира. Онаму каде е поставен во моментов, воопшто не е искористен од учениците. Тие секојдневно ја минуваат улицата на место каде нема ниту лежечки полицаец, ниту пешачки премин. Полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај со превентивни акции за безбедноста на учениците. Учениците секојдневно по неколку пати небезбедно ја преминуваат улицата непосредно до училиштето. Пешачкиот премин е поставен на место каде апсолутно нема потреба од него, а онаму каде што треба го нема. Згора на тоа, лежечкиот полицаец, чија улога е намалување на брзината на возење, е ставен на премногу блиско растојание до пешачкиот премин, што исто така не е од полза на пешаците. Ова небезбедно поминување на коловозот од страна на учениците подолго време е следено од полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај, од каде решиле освен превентивната акција за безбедност при возење и намалување на брзината на ова место, како и делење флаери на возачите и советување, да направат и дислокација на пешачкиот премин. Е констатирано дека на ова место има загрозување на безбедноста на пешаците при преминување на улицата и тоа поради неприлагодување на брзината од страна на возачите спрема условите и состојбите на патот, односно во близина на образовната институција. За таа цел претходно биле поставени лежешки полицајци или забавувачи на брзината, меѓутоа најверојатно не вроди со плод. И заради тоа, од денеска па натаму од страна на полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај во Кочани, во соработка со средното училиште, ќе спроведе превентивна акција со цел да ја подигне свеста кај возачите дека имаат потреба да ја прилагодат брзината во близина на образовната институција. Веќе е договорено да се направи дислокација на пешачкиот премин, односно негово преобележување на место каде што ќе ја извршува својата функција. Кон акцијата се приклучува и училиштето и учениците. Поради утврдена небезбедност на учениците при преминување на овој регионална пат, следено е неколку дена, што се случува посебно на големите одмори, значи учениците за да отидат на јадење, користат новоотворените сендвичари оде позади нас, небезбедно ја преминуваат улицата. За таа цел веќе соработуваме со полициска станица Кочани и се преземени мерки да ги отстраниме сите тие ризици по страна на учениците. Ние како училиште се вклучуваме во тоа што обезбедуваме 20 ученици кои би биле како редари, облечени во овие фосфорни елечиња, видливи оддалеку, со цел по обележување на пешачкиот премин овде да ги советуваат учениците да ги користат истите
тие и безмено да ја преминат улицата. Дислокацијата на пешачкиот премин ќе се спроведе во текот на оваа недела, а акциите на полицијата продолжуваат и понатаму. Од училиштето се надеваат дека со овој потек значително ќе се зголеми безбедноста на учениците. На 30 септември истекува рокот за аплицирање за добивање условен паричен надомест за средношколците од социјално загрозените семејства, потсетуваат од Кочанскиот центар за социјални работи. Новина во исплатата е тоа дека од годинава парите ќе бидат исплаќани на мајката на средношколците во 4 исплати од по 3000 денари. Рокот за аплицирање за условен паричен надомест наменет за средношколците од социјално загрозените семејства истекува на 30 септември. Еден од условите за исплата на овој тип социјална помош е редовноста во училиштето, која мора да биде најмалку 85% од бројот на реализирани часови за секое училишно тримесечје. Новина во исплатата е тоа дека од годинава парите ќе бидат исплаќани на мајката на средношколците во 4 исплати од по 3000 денари. Ова решение произлегло од истражувањето на реномирани светски експерти, кое покажало дека најдобри резултати во изминатите 4 години кога што се спроведува програмата имало во општините каде што мајката била примател на средствата и каде надоместокот се исплаќал во 4 исплати од по 3000 денари. За да се аплицира за условен паричен надоместок, потребно е во Центарот за социјална работа до 30 септември да се поднесе барање и потврда за редовен ученик од училиштето каде што се посетува настава. Доколку апликантот поднесе барање по истекот на рокот, ќе има можност да се вклучи во програмата од наредното училишно тримесечје. Крај рок за поднесување барања за условен паричен надоместок за едно лице да може воопшто да се вклучи во програмата за тековната учебна година е 31 март, но во тој случај корисникот ќе може да добие само една од предвидените 4 исплати. Во Македонија има околу 10.000 ученици кои треба да го остварат правото на условен паричен надоместок. За реализација на оваа мерка се предвидени 120 милиони денари. Концертни настапи во повеќе местни и урбани заедници имаа фолклористите во петокот како дел од програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот орис. Песни се пееја и ора се играа во Грдовци, Зрновци, Тракање и Оризари. Освен во градот, деновиве весело беше и по селата. Во исто време фолклорни концерти имаше во сите местни и урбани заедници. Во село Тракање настапија фолклористите од Црнагора заедно со нивните домакини Староградскиот ансамбл Бели Мугри. Во Оризари концерт имаа фолклористите од Србија и етногрупата од Турција, заедно со нивните домакини фолклористите од ансамблот Лјупчо Сантов. Во Зрновци пак настапија струмичани од фолклорниот ансамбл Тримери, гостите од Унгарија и нивните домакини фолклорниот ансамбл Кочани. Повеќето од нашите играорци се на возраст помеѓу 8 и 14 години, а најмладиот член има само 6 години. Ние често настапуваме во нашиот град Сигенцен Миклош, но излегуваме и надвор од државата. Многу работивме и имавме чести проби за настапот во Македонија и се надеваме дека уживавте во нашата изведба. Јас за прв пат сум овде и навистина прекрасно се чувствам, не само јас, ами членовите на ансамблот Тримери, задоволни се од престојот овде, од дружењето и секако од настапите што ги имавме во Домот на културата. Кочанци се представија со Тресеница, Повардарие и Источна, а струмичкиот ансамбл за настапот во Струмица одбраа 3 кореографии – Женско чамче, Малешевка и Копачка. Освен пејачката Сања Ливкова, која со задоволство се представи пред своите сограѓани во родното Грдовци, настапија фолклористите од културно-уметничкото друштво Руен заедно со нивните гости од Турција. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја во вторник, 1 октомври, ќе останат корисниците од селата Нивичани, Пантелеј, Рајчани, Бели, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Бања и дел од Тракање. Прекините ќе бидат во периодот од 9 до 12 часот. А како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони.
Следуваат информациите од спортот. Одиграно 7-то коло во третата лига Исток. Осогово поразен од Тракања. Слога 1934 подобра од Каменица Саса. Најголемото изненадување во 7-то коло во третата лига Исток го приреди Тракања, која во Балдовци го совлада Осогово со 3:2, полувреме 1:1. Слога 1934 забележа нова победа во Каменица против Саса со минимални 0:1. Останати резултати од колото: Напредок Здравје Чешиново 5:1, Рудар Баби 1:3, Брегалница Гола Карвинци 3:0, Плачковица Беласица 0:1 и Астиво Работник 1:2. На табелата води Беласица со 21 бод, колку што има и Слога 1934 на втората позиција. Баби е трета со 16 бодови, по 15 имаат Напредок Здравје Радово и Брегалница Голак. Осогово е на шестата позиција со само 9 бода. А неуспесите во низа на Осогово повод за анализа од Наш Агол, кој е виновен за рушењето на реномето на клубот. Во некои други услови поразот на Осогово во Балдовци од Тракања можеше да биде вест на денот или лоша сензација, но во случајов ѓаволот ја однесе шегата. По 7 кола веќе е јасно дека Осогово функционира како раштиман оркестар кој произведува какофонија или со спортски жаргон губи од кого ќе стигне. Додека сите мислеа дека најниското ниво кое може да го допре клубот кој прославува 90 години постоење е играње на селски ливади, управата и играчите тоа го демантираа со фактот дека на истите тие полјани можат да бидат надиграни, поразени и посрамени. Секој може да има лош ден, тоа во спортот не е невообичаено. Затоа и може да се прогледа низ прсти за поразите дома од Баби, на кои низ ваков ракурс може да се гледа како на респектабилен тим. И се разбира Беласица, која без оглед на тоа што игра во трета лига, барем тоа го прави достоинствено во стилот подобро прво село отколку последен во град. Така некако изгледаше и Осогово во ваквото друштво, барем до тековната сезона. Но како стоат работите попрагматично? Кој е виновен за рушењето на клубското реноме? Принудната коалиција, што беше плод на компромис помеѓу двете завојувани страни, изроди со катастрофално управување на клубот. Внатре не се знае кој ја има, а однадвор никому не му е јасно од кого треба да се бара одговорноста за неуспесите. Присутните се сеќаваат дека функциите на вонредното годишно собрание во август се делеа по принципот за секого по нешто. Тоа донесе привремено примирје, но остана впечатокот дека и двете управи кои се бореа да го докажат легитимитетот за да управуваат со клубот, самостојно тоа го правеа многу подобро. И едните и другите, или можеби правите малку подобро. Преседане со спортски клуб да се тргува зад параванот дека името на Осогово е свето и дека овој пат се развива долгорочна стратегија. Иако тоа е единствениот пат кон успехот, началниците треба да им е јасно дека за да се истрасира, треба некој да финансира и рационално да планира. Како што на сите им е јасно дека во Осогово играат деца, не затоа што се вложува во иднината, туку затоа што толку може да се плати, а и да се заштеди на непотребни трошења, ако тоа е неопходно. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!